Што се случува во животот кога Бог интервенира? Дали може да се доживее целосна трансформација во животот на начин на кој што не очекуваш? Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Денеска во овој Клуч сум заедно со Гоце Божиновски, дипломиран градежен инженер, сопруг и татко на 4 деца и верник во Христијанската црква Благовест во Република Македонија, и со Калина Чаловска, магистар по електротехника, така, сопруга и мајка на 2 деца и исто така верник во Христијанската црква Благовест во Република Македонија. Па, добро вечер, како сте, како се чувствувате? Пријатно, прекрасно е во вашето студио. Да. Баш ми е драго, да. Заедно со вас ќе позборуваме за вашите животни приказни и за тоа како Бог интервенира во вашите животи. Па, ајде да почнеме за почеток. Гоце, може со тебе, дали може да ни споделиш каков беше Гоце претходно? Ти благодарам прво за поканата, ти благодарам што ме покани да можам да посведочам, да си ја кажам што се вели народски вистината. Да. Јас во минатото, во детството, не дека денес сум нешто престарен, во моментот имам 44 години, но сепак во адолесцентскиот период, навистина поминав еден така разуздан еден живот и таа разузданост навистина ми донесе потешкоти во здравието. Јас во една прилика имав желба да дарувам крв. И навистина тоа го направив, отиднав и си дарував крв. Се радував што сум дарувал крв, но од нашата клиника ми стаса едно писмо од трансфузиона медицина дека нешто не е во ред и дека треба итно да се јавам во клиниката. Јас со мојата мајка отиднавме во клиника и поразговаравме со една докторка. Таму и таа ми кажа дека Гоце, ти имаш хепатитис С. Се шокирав. Од еден живот, да речам, ајде, безгрижен, од еден разуздан, од каде што народски кажано се што лета се јаде, наеднаш мене ми се сруши целиот свет околу мене. И едноставно тука запре се. Сакав да се преслушам самиот себе си, од каде се тоа, зошто се тоа се случи. Одбив да се лечам на еден конвенционален начин. Нормално докторите ми понудија некои алтернативи, но некои начини како јас тоа да се ослободам од таа болест, но јас не го прифаќав тоа. Им кажав и дома дека ќе почекам, нема да брзам, да видам што да правам понатаму. Се гледав самиот себе си во една агонија, почна да ме фаќа страв, почнав да слабеам многу, анемичен почнав да станам, почнав да губам концентрација, заглавив со факултетот, веќе почна години да се редат и едноставно на смртта на болеста гледав во очи. Што си помислуваше во тие моменти? Навистина ми се јавуваше депресија, страв. Страв од неизвестно, страв од тоа како ќе се излечам, како ќе живеам понатаму во животот. Едноставно посакав во тој миг да бидам здрав, но не знаев како да се вратам чекор назад. Так. Еден ден дома, седејки, на телевизија се појави еден епископ кој што објаснуваше, изборуваше како може човек да се излечи преку молитва и преку ракополагање. Човекот пулсираше со еден мир, со една радост и неговите зборови беа дека навистина човек може, доколку верува во Бога, дека може да се случат во неговот живот чуда. Како зборуваше, така мирно стоеше, јас го гледав, јас изгледав целата емисија. Човекот што зборуваше беше епископ Константин Кајшаров и јас посакав да се сретнам со него. Така, но ти до тогаш не примаше никакви терапии? Никакви терапии не примав, едноставно се прашував и си велев дали јас треба понатаму да продолжам со животот, затоа што навистина ми доаѓа и лоши мисли, имав навистина лош период во животот. И материјално, и
да речам ги изгубив контактите почнав да станувам многу нервозен и со друштвото и општо целот мој социјален живот беше расипан. Нарушен. Така. Откако ги слушнав зборовите на епископот Константин, посакав, како што кажав пред малку, да го видам и за многу брзо време јас стапив во контакт со него. Ние поразговаравме, ме прими и ми кажа: Гоце, чуда се случуваат во животите на луѓето, но на вистина треба и ти чекор да направиш кон Бога, за да има на вистина еден нов почеток. На вистина треба да престанеш со тие разуздани, похотни желби кои што едноставно те доведоа до оваа ситуација во која што си. Доаѓај на молитвени терапии, ќе се молам за тебе, рече епископот Константин, ќе рако полагам на тебе и ќе ти биде подобро, но мораш да читај ја Библијата, отстрани се од досега се што си правил и да фатиш еден, така народски кажан, еден нов трик, нов живот. Нов живот, така, да. Нов почеток. Така. Како го прими ти сето тоа? Можеби ете од еден таков слободен живот, сега веќе треба да фатиш некој друг правец. Како го прими сето тоа? Дали беше лесно, едноставно? Види, Ана, на вистина ке мене доаѓањето до Бог е процес. И верувам дека тоа го искусуваат и многу други кои што тргнале по тој пат. Јас тој процес веќе можам да кажам 20 на години. Не се случи преку ноќ. Не е лесно. Навистина не е лесно да тргнеш по Божите чудесни патишта. Почнав да ја читам Библијата. Почнав да се дружам со Библијата. Почнав да се дружам со тие реченици едноставни. Внатре го сменив амбиентот, го сменив друштвото. Покрај епископот запознав и други луѓе кои што имаат слични или исти можеби, или пак различни, но проблеми. Се дружевме, се молевме и навистина во мојот живот дојде на престолот на мојот живот си дојде Бог. Како се случи тоа? Јас пасторот ме покани да дојдам во црквата Благавест, каде што е и епископ и пастор, главен пастор во таа црква Благавест. Јас почнав да одам на богослужби, почнав да одам на тие молитвени терапии и се почувствува тој еден нов почеток, едно ново раѓање, би рекол. Денес со радост го сведочам тоа, денес сум здрав. Денес сум целосно исполнет во радост, во една љубов, во една смиреност. Фала му и слава му на Бога, фала му и слава му на Исус Христос. И затоа стојам и сакам да ја пренесам пораката и на други луѓе кои што имаат слични или исти проблеми, без разлика дали се тоа материјални, дали се тоа духовни проблеми, дали се тоа социјални проблеми, да кажам дека Бог е жив, да кажам дека во Македонија и секаде во светот има луѓе кои што си веруваат во Бога и кои што одат по тие Божји патишта и можат да им помогнат на луѓе кои што Бог действува во нив, за и нив и во нив да дојде Бог да действува и да им се подобрат животите. Дали во тие ситуации кога се соочуваше со болеста, си размислуваше дека еден ден ќе оформиш семејство, дека ќе живееш нов живот? Какви мисли, ајде раскажи малку повеќе тука во тие мигови? Видете, како што реков, дека кога ќе се соочиш со една тешка болест... Навистина е чудесно. Да. Кога ќе се соочиш со една тешка болест и кога ќе сватиш дека дијагнозите се доста тешки и дека терапиите се доста тешки и докторите ќе направат сега, знам дека медицината и науката е многу напред од идната и дека ќе најдат начин како да те излечат физички. Так. Но на вистина јас имав не само физички проблем, јас имав и духовен проблем. И секогаш кажувам, а што ќе биде со стравот? А што ќе биде со другите работи кои што ние немаме моќ да ги измениме? Затоа си реков, или Бог ќе ми помогне, затоа што тој допира и во материјалното и во нематеријалното, и знаев дека само тој е оној кој што
Исус е оној кој што може да ми помогне. Само сакав една потврда за тоа. Бог ме однесе кај човекот кој што има силна вера и силна верба во Бога, во Исус Христос, и пасторот мене тогаш ми рече: Гоце, ќе направи, дозволи му на Исус да направи промена во твојот живот, но мораш ти да му дозволиш. И навистина така се случи. И навистина се случуваат чуда во мојот живот. И навистина и денес јас сум здрав, целосно здрав. Да. Што се случи на молитвените терапии, ме интересираат. Дали исчезна стравот? Дали болеста? Како беше тој процес тогаш? Видете, процесот траеше релативно подолго време. Едноставно... Но одеше во нагорна линија, на подобро. Во процесот кога расте човек како христијанин, да речем, во процесот на духовно растење, навистина се случуваат тие, ајде така да речеме, ни синусоиди, но не се така драстични и не се така големи и страшни. Човек не се стремиме кон совршенство, така вели Библијата, ние сме совршени. Но сепак мора да има покрај себе, да имаме покрај себе некој кој што духовно е пораснат и кој што може во даден момент да ти помогне, да те крене да едноставно ти даде некој правец. Ти даде правец и за да можеш да пловиш мирно во животот. Денес пловам, сведочам пред сите, фала му и слава му на Господ Исус Христос. Сведочам, јас денес сум татко на 4 деца. Имам здрави дечиња, имам 3 момчиња, 1 девојче, имам сопруга, вработен сум и живеам еден здрав и прекрасен живот со Христос. Како би го опишал пастор Константин? Нас комуникацијата ни беше многу добра и до ден денес ни е многу добра. Секако како пастор го чувствувам како еден лидер, духовен лидер, кој што со мене знаеше како. Знаеше авторитетно да се постави кога треба, знаеше кога, јас така велам, знаеше кога и рибата да ми ја даде, а знаеше и кога да ми рече: слушај, рибата мораш и сам да си ја ловиш. Знаеше кога да ме пушти сам да испловам, и мене тоа многу ми оставаше впечаток. А кога пак да се појави поинтензивно во мојот живот и да ми помогне. Тоа ми оставаше впечаток, неговата вистинска и братска љубов. Така. И до ден денеска јас сведочам и сакам да пренесам на луѓето. Навистина е реткост, богатство е за сите нас. Јас сум пресреќен што сум го запознал и затоа имам желба и љубов и да го споделам и со другите, и сите кои што имаат некаков проблем да се обратат до блага вест, до браќите и сестрите. Таму има и други учители, лидери и браќи и сестри кои што се во Христос, кои што можат да помогнат. Така да едноставно сум среќен и задоволен, како што кажав. И нашата комуникација трае и денес. Така, ќе се навратиме. Сакам да ја прашам и Калина. Бог навистина делува и интервенира во сите области на животот на човекот. Слушнавме еве како Бог направил интервенција и промена во животот кај Гоце. Во твојот случај Бог интервенираше конкретно на работното место. Може ли да ни посведочиш како се случи таа интервенција? Какво работно место имаше претходно? Дали ти беше, дали со леснотија ги извршуваше работните задачи или пак се соочуваше со нешто? За почеток да ни споделиш? Прво, Ана, фала ти исто за поканата. Се радувам што можам да бидам тука и да посведочам. Па вака, јас работев скоро 10 години во една голема фирма во Океан Систем, значи со многу колеги околу мене. Работата ми одеше, да речеме, окей, лесно, меѓутоа голема промена се случи кога го добив првото дете. И тогаш разбрав дека јас како мајка, како жена, како сопруга, тие 8 часа и нели превозот до таму и назад, некако многу време ми земаа за да поминам толку многу време надвор од дома. Некако ми фалеше време да бидам со моето дете. Да, со сопругот заедно, нели, секако. Се појави едно незадоволство во мене, сакав нешто друго и како што еве и Гоце како што кажа, како што и пасторот не учел секогаш, почнав да се молам. Прво се молев сама, потоа заедно со сопругот и барав Господ да ми даде работно место
соодветно како што треба. Му кажав, викам дека сакам повеќе време да поминувам дома со семејството, со ќерката. И во одреден момент се појавија неколку интервјуа, барав јас, значи и интензивно и барав, одев и на неколку интервјуа. Меѓутоа, тоа беше некако со мои сили, значи толку многу сакав, толку многу почна тоа да ми смета и сакав да сменам, меѓутоа едноставно не се отвараше или не беше соодветна работата за мене, не се договаравме и така. Дали те разочара можеби тој момент, и да се откажеш, да мислиш дека тоа е тоа, тука треба да си? Можеби одговорот би бил на тоа и да и не, бидејќи во меѓувреме се случи короната и сега со целата таа ситуација останавме дома. Јас и работата ја вршев од дома. Во меѓувреме останав и бремена со второто дете, така да почна веројатно да ми се услишува молитвата и покрај нели таа неубава целосна ситуација во целиот свет, јас ја гледав до некаде како благослов. Се породив потоа со второто дете, нели породилно, и во тоа време ова желба за да го сменам работното место некако ја ставив во позадина. Така. Меѓутоа не ја заборавив, но не ми беше приоритет. За сето тоа време ме исконтактираа на LinkedIn, на платформата LinkedIn, и ми дадоа понуда за работа, и тоа понуда за работа од дома, финансиски подобра и од претходната. И нели, секој би рекол, супер, ова одлично, топ, ќе кажам да, но јас застанав малце за секунда, бидејќи, како и на богослужбите што слушаме и што нели читаме и во Словото и во Библијата, прво се помолив сама да видам дали е тоа од Бог, бидејќи нели некојаш не се сите работи мислиш дека се топ одлични за тебе, но ако да речеме утре тоа не е од Бог и ќе видиш дека нема да ти одговара, нема да е окей, нешто ќе страда. И се помолив сама, се помолив со сопругот секако и го искомуницирав и пасторот. Викам, пасторе, вака и вака е работава, значи и он знаеше и од претходно, барам работа, сакам да сменам, но немав никаква насока конкретно. Одговорот кој што ми го врати беше дека и јас, вика, немам никаква насока конкретно, да, тоа или не е тоа, ама вика, види дали имаш мир во однос на целата ситуација. Истото го имав и јас, истото го имаше и сопругот, дека значи немав немир, немав некакви предомислувања, некои мислења дали, да, не. Едноставно, да, тоа е тоа. Ја прифатив работата и еве веќе 4-та година работам од дома. Зошто ми е сведоштво, бидејќи јас како жена, како сопруга, како мајка, нели, едното дете, другото дете беше година дена, нели, заврши породилното, година дена, децата беа мали и нели се случува да се разболат и да не се случи тоа, значи сакав едноставно да поминувам време со нив, бидејќи брзо растат деца се. И навистина Бог ми го овозможи тоа. Јас не направив ништо, значи јас во тој момент кога ми стигна понудата не барав ништо, значи бев фокусирана на породилното и на децата. Така што потврдата ја имав и од пасторот и од сопругот, така што знаеше дека тоа е тоа. Да, така да и уште нешто ќе додадам зашто ми беше одговор на молитва, бидејќи сега јас значи си го планирам времето. Значи не дека немам работа, не дека не ја извршувам мојата работа, дека немам работно време, но можам да си го испланирам времето. Така. Но во исто време имаш и уште едно сведоштво. Впрочем, второто дете имаше одредени проблеми здравствени. Како верата ти помогна тука да се надмене сето тоа? Да, кога се роди Павел, се роди, мислам, во 9-тиот месец, нели, на крајот, како што си треба, но се роди со затворени носни ходничиња. Тоа е, да речеме, нели, оние ходници кои што го поврзуваат носото со грлото. Тоа е нешто што се случува многу ретко, не може да се види претходно, меѓутоа е како баш и една докторка убаво ми го рече, тоа е пластичен проблем кој што се решава. Но работата е што он на вториот ден од неговиот живот мораше да претрпи операција, да носи цевчиња и да речеме тој период кој што би требало да биде нели радосен, кај нас беше малку стресен. Јас како мајка плюс поголемата ќерка Хана беше 3 години, значи она сакаше, нели, си бара присуство, си бара да си со незе. Целата ситуација, значи, беше стресна, беше непријатна, значи, сепак ние сме луѓе и не сме имуни на тие моменти.
Сопругот тука ми беше доста голема поддршка, нели потрезвено да речам, поладно ги гледаше работите. Имавме доста работа, често одевме и во болница назад. И исто така се сеќавам и дека пасторот ми пиша во еден момент дека всушност се ќе биде во ред. Иако јас лично во тој момент како мајка мислам дека не можев тоа да го согледам, нели се фокусираш во моментот на тоа што го гледаш едно мало бебенце кое што има проблем. Но Господ ми зборуваше и преку докторката. Една докторка ми рече: "Види, тоа е пластичен проблем кој што се решава, треба само време." Ден денеска еве сведочам дека Павел е супер, одличен, нема никаков проблем. Ќе биде прво оделение во септември и се е во ред. Се е во ред, но морам да признам дека значи поддршката од браќата и сестрите ми се јавува, се молевме заедно, пораката што ми ја пиша пасторот и после тоа се видовме и со сопругот и со бебчево заедно. Се ќе биде во ред, супер ќе си биде, нема врска. Значи не се секирајте, нема зошто што и сопругот исто така, значи многу добро се држеше, морам да кажам во тој период. Така што тоа заедништво и да речеме тие односи навистина многу ми помогнаа и во тој период. Така. Гоце, каков е твојот живот сега, променет? Како што спомна, сопруг, татко на 4 деца, исполнет, радосен, професионално реализиран. Така. После сето ова, дали можеме и да упатиме некоја порака до сите кои што не гледаат, кои што можеби се соочуваат со одредени ситуации во животот? Да. Подкастот ти е со како поднаслов или наслов "Клуч од фиоката кој никој не ја отвара". А јас би рекол "Клуч од фиоката кој Исус може да ја отвори". Посакувам на секој еден фиоката да му биде полна со радост, со љубов, со мир, со долготрпеливост, со кроткост и со самоконтрола. И со верност исполнет да му биде животот. Јас тоа го добив се преку Господ Исус Христос и на секој еден му посакувам кој што има било каков проблем да го предаде прво на Бога. Да не се брза со одлуки во животот. Јас секогаш каков и да е проблем, кога сум го предал во Божји раце, тој бил решен на божествен начин. Но има една реченица во Библијата, веле вака: кога еден човек се потпира на Бога, кога еден човек живее за Бога, кога еден човек се предал на Бога, тој има вера, а со вера може да му се угоди на Бога. Со вера и само со вера можеш да му бидеш угоден на Бога и можеш да едноставно чудеса да се случуваат во животот. Некогаш самите ние сме пречка за тој да действува во нашите животи, да не бидеме туку секако што кажав да му се предаде и така се околу нас божествено ќе се менува на подобро. Фиоката ќе биде отклучена и внатре ќе биде полна со убави работи, полна мерка, немерена, набиена, протресена во скутот ќе ни се даде. Така, благослови. Да, благослови. Калина, нешто за крај? Да, се согласувам со ова што го рече Гоце, бидејќи всушност тоа беше, еве и овие работи што ги споделив, кога човек се труди со своји сили, се трудиш едноставно, буткаш, некои работи не се отвараат, но еве јас сум сведок дека кога ќе ги оставиш работите во Божји раце, ќе побараш од Бога во името на Исус да ти покаже што е вистинското за тебе, се случува и во право време. Некогаш потребно е само да бидеме трпеливи, да му веруваме на Бога и она што е вистинско, она што е од Бога ќе се случи во вистинското време и да не се откажуваме, да имаме вера и едноставно да чекаме на Него, бидејќи се е во Божји раце и се она што Он ни го дава во вистинско време, во право време и за правиот човек во вистинското време. Така, убаво. Ви благодарам што бевте искрени, отворени, што ги споделивте вашите сведоштва и пораката на вистина нека допре до сите. Јас само би додала дека на вистина може да се случат пресвртници во животот, само тогаш кога Исус ти е темелот и кога во срцето го имаш за свој Бог и Спасител. Довидување до следниот клуч.